Драги ученици од 8 одделение, добар ден. Јас сум Благица Гогова, наставник во географија во Основното училиште Александар Лозаревски. Ве поздравувам на почетокот на новата видео наставна содржина во предметот географија. Денес ќе се запознаеме со Шведска, држава во Северна Европа, и на крајот од оваа нова наставна содржина ќе се запознаете со местоположбата на Шведска, окружување, граници и големина. Ќе ги препознавате релјефните форми, хидрографските објекти и климата на Шведска и ќе умеете да објаснувате за државното уредување, населението, главниот град. Шведска е кралство кој што е сместено на источниот дел од скандинавскиот полуостров. Во прилог го имате знамето на Шведска. Значи, како што спомнавме, го зафаќа источниот дел од скандинавскиот полуостров. На исток државата излегува на Балтичкото море и граничи со Финска, од која е одделена со Ботнискиот залив. На југ од Данска е одделена со водите на протокот Категат. Покрај со Финска копнена граница има и со Норвешка, со која што граничи на запад. И во овие граници зафаќа површина од 449.960 км². Во прилог имате уште една географска карта, каде што можете да ја видите точната локација, односно географската положба на Шведска. Ботнискиот залив, кој што го спомнавме, кој што ја одделува Шведска од Финска. Протокот Категат, исто кој што го спомнавме претходно, кој што ја одвојува Шведска од Данска. Површината на Шведска, како што рековме, 449.964 км². Релјеф и брегова разгранетост. Бреговите на Шведска не се толку разгранети како бреговите на Норвешка и на Данска, иако се одликува со голем број на помали острови, полуострови и заливи. Значи, Шведска се одликува со мала брегова разгранетост. Од островите поголеми се островите Готланд и Еланд. На фотографијата имате локацијата на островот Готланд. Во прилог фотографија од островот Готланд. Уште една фотографија од островот Готланд. Локацијата на островот Еланд, кој што го спомнавме. Фотографија од островот Еланд. Скандинавските планини се дел од релјефот на Шведска, односно во низините посеверни делови. Инаку, низинските подрачја во Шведска главно се по брегот на Балтичкото море и во појужните делови од државата. Кон границата со Норвешка релјефот се издигнува на поголема надморска височина и во овој дел се простираат старите грамотни скандинавски планини. Највисоките предели на државата се простираат во северните делови и се нешто над 2000 метри надморска височина. Значи, на фотографијата ги имаме скандинавските планини. Ево уште една фотографија од скандинавските планини. Климата во Шведска. Шведска се одликува со 4 климатски типови, и тоа атлантска клима, континентална клима, субполарна клима и планинска клима. Климата е значително постудена, за разлика од државите од Јужна и Западна Европа. Тоа се должи пред се на фактот што Шведска има посеверна географска широчина. Како што рековме, климатски се издвојуваат 4 региони.
Во јужните делови се застапени влијанијата на атлантската клима, поточно влијанијата на Атлантскиот океан, според што тука климата е атлантска. Кон средишните делови на државата климата е континентална, со пониски температури и помало количество на врнежи. Посеверно, од 65-тиот степен северна географска широчина, климата е субполарна, со средногодишни температури под 0 степени Целзиусови. И на скандинавските планини, кои што претходно ги видовме, имаме планинска клима. Реките, кои што се дел од хидрографијата на Шведска, припаѓаат во сливот на Балтичкото море и некои од позначајните реки се Дал, Индалс, Лула и други. Од езерата, Шведска се одликува со голем број на езера, кои што се од ледничко потекло и поголеми меѓу нив се Венер, Ветерн, Елмар и други. Имаме фотографија од реката Дал, која што рековме припаѓа на сливот на Балтичко море. Повторно реката Дал. Реката Индалс. Повторно реката Индалс. Реката Лула, која исто припаѓа на сливот на Балтичкото море. Реката Лула. Езерото Венерн, едно од поголемите езера во Шведска. Како што спомнавме, сите се со ледничко потекло. Уште една фотографија од езерото Венерн. Езерото Ветерн. Повторно езерото Ветерн. Езерото Елмар. Повторно езерото Елмар имаме на фотографија. Население во Шведска. Според пописот од 31. јули 2017 година, Шведска има 10.060.389 жители. Густината на населението изнесува 20 жители на 1 километар квадратен. Со што државата спаѓа во редот на ретко населени земји, со ваква густина на населеност од 20 жители на 1 километар квадратен. Инаку и Шведска, како и голем број на европски земји, се одликува со висок удел на старо население, односно население над 65 години, кој што е застапено со над 20% од вкупното население. Инаку, освен швеѓаните, овде живеат и многу финци, некои народи од азијските држави, како и голем број на доселеници од поранешна Југославија. Според религиозната припадност, најзастапени се протестантите, со над 60% од населението. Главен и најголем град во Шведска е Стокхолм, околу 1 милион жители, инаку градот е основан во 1252 година на спојот на езерото Меларен и Балтичкото море. Главен град на Шведска службено станал во 1436 година. Седиште е на, помеѓу другото, Кралската академија на науките, Карловиот институт и Шведската академија, која ги одбира добитниците на Нобелова награда од физика, хемија, економија, медицина и литература. Други поголеми градови во Шведска се Гетеборг, Малме, Упсала и други. Имаме фотографија од Стокхолм, значи главниот град на Шведска. Еве го пак Стокхолм. Гетеборг, уште еден од поголемите градови во Шведска. Уште една фотографија од Гетеборг. Малме.
Исто, значи, град во Шведска, еден од поголемите. Уште една фотографија од Малме. Стопанство. Во стопански поглед, Шведска е една од најразвиените земји во Европа. Таа е богата со руди како железо, олово, злато, бакар, никел, цинк и други. Особено голем производител е на железо, кој најмногу се експлоатира кај градот Кируна. Инаку Шведска е исто така богата и со шуми. Тие покриваат 60% од нејзината територија. Од пољоделските култури најзастапени се пченица, јачмен, компир, овес и шеќерна репа. Шведска се одликува со развиено сточарство. Од индустријските гранки најразвиени се машинската, хемиската, електротехничката, металопреработувачката, дрвната и други. Шведска увезува градинарски култури и овошје, а извезува руди и машини. Градот Кируна, кој што го спомнавме, каде што најмногу се експлоатира железо, поточно во неговата околина. Повторно градот Кируна. Работни активности за ученикот. На нема карта одбележете ги релјефните форми, хидрографските целини и позначајните населени места во Шведска. Тоа би било се за ова видео наставна содржина за Шведска.